Во продолжение на Слободен печат ќе зборуваме за нејзиното височество среќата. Впрочем, среќа можеме да почувствуваме инстант од нешто што ќе ни се случи ненадено, неочекувано. Но среќа можеме да почувствуваме и од поради нешто што сме го заслужиле, односно ако сме се потрудиле за тоа нешто. Чувствуваме среќа кога добиваме диплома, чувствуваме среќа кога ќе ги намалиме вишокот на килограми кои што сме ги зацртале и така натаму. Неодамно имавме прилика да ве прашаме и вас, оние случајни минувачи кои што ги сретнавме, што е среќа, дали сте среќни, што ве прави среќни? И добивме различни одговори, нормално, бидејќи постои различна дефиниција за среќата. Во продолжение, во денешното издание на Слободен печат, за среќата ќе зборуваме од социолошки, но и од психолошки аспект, агол. По тој повод, кога се работи за психолошкиот агол на среќата, ја поканив Тијана Ивановска, психолог и гешталт терапевт, и со неа ќе зборуваме што значи всушност среќата од психолошки аспект. Добро утро, добре дојде и благодарам што ја прифати поканата да зборуваш за Слободен печат. Благодарам на поканата и на вас, Бела. Драго ми е што се гледаме, не сме се виделе одамна и драго ми е што ете имаме можност ќе одиме на ти бидејќи се познаваме и приватно и сме се дружеле многу пати. Ете, ние имавме прилика да разговараме со нашите случајни минувачи, што е среќа, да чуеме и од твој агол, што е пред се за тебе лично среќата? Па за мене среќата е чувство пред се и по дефиниција едно базично чувство кое што на сите нас ни е потребно да преживееме. Секако не е перманентно чувство, значи не е нешто кое што го чувствувам постојано, туку е еден вид на циклус кој што следува после некаков циклус на или неутрално расположение или некаква несреќа во наводници да кажеме. Но го чувствувам на различни места, нели? Нормално поврзани со семејството, со работното место, со клиентите со кои што работам, со обичните нешта од типот на дожд, например, јас многу се радувам кога врне. Па се радувам кога има и сонце, така што мирисот на утринско кафе и така натака знаат да ми направат чувство на среќа. Тоа значи дека понекогаш и мали работи, мала доза на среќа е сепак дефиниција за среќа. Може ли да се направи дистинкција на среќата кај децата и среќата кај возрастните? Па апсолутно дека може. Всушност децата за сите нас се еден добар пример за тоа што значи една вистинска, спонтана, искрена, невинна среќа. Разликата е тоа што кога сме деца ние немаме некакви стравови кај нас развиено како кога сме возрастни. Немаме развиено високи цели. На детето цел му е да го истражи светот. Цел му е да научи нешто ново, да запознае ново другарче, да си помине убаво во градинка или можеби на училиште, да си игра со другарчињата пред зграда, да проба некоја нова игра. Всушност тоа се тие мали нешта кои што за децата се големи и кои што ги прават среќни. Нас возрастните е малку потешко да направи некој среќен, затоа што кај нас има друг вид на грижи, од типот на екзистенцијални грижи, како да се преживее, како да се врзе, што се вика крај со крај. Така што тука всушност лежи таа клучна разлика. Денес е 22-иот ден од 2023 година, од каде ми дојде идејата да ја поставам темата што е среќа. По започнувањето на новата година, првите денови постојано па и до скоро си велиме среќна нова година, кога ни е роден ден, си велиме среќен роден ден. Што всушност си посакуваме кога си велиме среќна нова година и среќен роден ден? Па, всушност си посакуваме можеби убави искуства, среќни искуства. Си посакуваме да имаме година во која што ќе имаме повеќе убави мигови, повеќе позитивни мигови, иако во психологијата емоциите не се делат на позитивни и негативни, затоа што тие негативните емоции што ги викаме ние како тага, страв, разочарување, всушност се позитивни затоа што носат многу животни лекции. Носат голема, да кажеме, животна еволуција, наш растеж, растење, така што они не се нужно негативни, но секако овие позитивните чувства на некој начин ни го активираат серотонинот, допаминот, тие хормоните за среќа што ги викаме во човечкиот организам и токму затоа ги викаме среќни чувства кои што доаѓаат од тие, да кажеме, моменти на радост што си ги посакуваме.
Неудобно ги прашавме нашите случајни минувачи што е за нив среќа. По големиот број паричи сите одговорија дека се среќни и кажа зошто се среќни. Не знам дали е можеби причината затоа што околу празничниот период, нели ја чувствуваме таа среќа спонтано ни доаѓа околу Нова година, околу празниците поминати со семејството. Можеби одново ако направам анкета ќе добиам други одговори. Не знам која е причината, но ме радува што луѓето се среќни. Колку нашата анкета, верувам дека успеа да ја погледнеш, колку нашата анкета на Слободен печат за граѓаните ја го отсликува нашето општество. Дали навистина сме среќно општество? Па, тоа би било една голема генерализација, да кажам, на ниво на општество, но сметам дека одредени општествени ситуации и настани кои што се случуваат во нашата држава и како влијаат на чувството на добро состојба кај луѓето, пред се да трнеме од екзистенцијалните проблеми кои што ги мачат голем број од граѓаните, политичката неизвестност, едноставно можеби немањето и доволно културни настани, манифестации од забавен карактер, особено за луѓето од третото доба, бидејќи забележав на анкетата имаше доста минувачи кои што припаѓаат на третото доба. Замислете сите од нив најголемиот извор на среќа им е семејството, што е нели нормално и природно, но за нив има навистина многу малку други нешта кои што можат да ги прават на страна од чувањето внучиња, да кажеме, што е навистина жалосно затоа што тоа се луѓе кои што би требало да имаат и свој живот, своји искуства. Не значи дека кога ние влегуваме во трето доба треба да го ограничиме животот само на чување внучиња и на неправење ништо друго. Така што сметам дека генералната слика за нашиот народ по мене не е баш најсјајна и има уште доста многу да се работи на истата, особено исто така и кај младите кои што манифестираат, да кажеме, доста незадоволство во поглед на перспективата, желба за селење надвор од државата, заминување и така натака, што укажува на тоа дека можеби не се чувствуваат исполнето и среќново со она што го нудиме како држава во моментот тука за нив. Според последниот индекс на среќата, македонците се најдоа на 87-то место од 137 земји. Најсреќни се финците. Која е дефиниција за среќен народ? Зошто финците се најсреќен народ на светот? Па јас сум имала можност да отидам во Финска, во Хелсинки, и на пример она што го забележав таму, прво нешто што ми падна во очи е тоа што во Хелсинки не постои оној rush hour во сообраќајот. Значи имаат и тоа дополнително влијае на среќата, се согласувам. Имаат мирен сообраќај, имаат многу мирно секојдневие, нешто кое што е за нас на пример мисловна именка, затоа што кај нас, ако трнеме од сообраќајот, кој што е еден од најчестите тригери за нервоза кај граѓаните, нешто низ кое што минуваме секојдневно сите, секој еден од нас, без разлика дали сме возачи или се возиме, тогаш ќе видите колку едно нешто кое што секојдневно го правиме може да влијае на нашето чувство на среќа. Да, ни го поедноставува животот. Апсолутно така. Потоа самиот начин на кој што е организиран градот, пристапноста на местата, улиците, целата таа, да кажам, логистичка поддршка од градот која што добиваме или не ја добиваме, може да влијае на нашето чувство на среќа. За да стигнеш на некое место на време. За да стигнеш на некое место, ете така. Например, не може човек да биде среќен ако му доцне автобусот. Или го нема. Или го нема, или не доаѓа. Така што, кога ќе погледнете во сите тие нешта кои што секојдневно се присутни во нашиот живот, а не се добро организирани, може да влијаат на тоа чувство на несреќа и незадоволство, но и не само тоа, туку и да го појачаат чувството на стрес. Па потоа, нели, да премине во разни други психолошки дестабилизации, од типот на кавга, поместена агресија, поместена нервоза, например лутината, ако не можете на предпоставениот да ја пренесете на вашето дете дома и така натака. Да се рефлектира онаму каде што не треба. Каде што не треба. Дали среќата едноставно ни се случува или ја синтетизираме? Можеме ли сами да си создадеме среќа? Па јас мислам дека дефинитивно е субјективно доживување и дефинитивно е нешто кое што треба човек да го работи
пред се сам со себе, не само на психологија или на психотерапија, туку и најмногу сам со себе, затоа што среќата е една филозофска тема за која што не секогаш размислуваме, нели? Често пати сме конзумирани од секојдневието, трчаме по оние нешта кои што се први на листа, да ги задоволиме, да ги средиме, да биде се во ред под контрола. Не размислуваме на подлабоките емоции, на подлабоките чувства и на подлабокото задоволство од животот, нели? Така што дефинитивно е нешто кое што човек треба да се запраша сам себе, што го усреќува, што го прави среќен и што му треба за да биде посреќен, нели? Некогаш ни треба, ја верувам дека во ова бурно општество и бурно секојдневие во кое што живееме, мирот има голем придонес кон чувството на среќа. Стабилизацијата, чувството на безбедност, чувството на сигурност, чувството на живење, не на преживување, затоа што ние кога се бориме за опстанок сме во тој survival mode што го викаме во психологија или мод на преживување, кој што апсолутно не направи среќни, туку не прави да бидеме постојано на штрек, дека нешто ќе се случи. Така што дефинитивно сметам дека нешто кое што е субјективно доаѓа од нас самите и е потребно од време на време да го проверуваме, за да знаеме дали сме на добар пат и дали живееме во склад со себе. Кои се вашите методи, препораки, предлози на кои што еден човек може да работи за да го проверува, да го проверува чувството за среќа и да го подобрува? Може би ова нема да звучи толку психолошки, пошто јас сум гешталтист и работам, да кажеме, по коренито во терапијата, не препорачувам методи и техники. Така? Тоа веројатно некој колега од когнитив-бихевиоралниот смер би бил подобар во тоа, но по мене има една теорија на Аристотел која што е многу добра, односно се вика теорија на златно правило и на златна средина. Што значи тоа? Тоа значи дека во животот за да се постигне баланс и од добрите и од лошите нешта не треба да има премногу или премалку. И може би барем нешто кое што јас го применувам со себе и може би ми успева до одреден степен е што се прашувам од што имам премногу, а од што имам премалку. Дали нешто правам премногу, например дали премногу работам, па тоа ми предизвикува некакво чувство на исцрпеност, незадоволство, и дали може би ми недостасува повеќе присуство во природа, мир, повеќе зеленило и така натака, за да си го вратам тој баланс и чувство на хармонија во себе. Може ли среќата да се мери? Во психологија имаме мерни инструменти кои што мерат субјективна добросостојба и задоволство. Генерално овие варијабли се многу индиректни, значи не можете да ги мерите како што би можеле да мериме тежина или висина, екзактни мерки, туку ваквите варијабли, односно чувствата и емоциите се мерат преку доживувањето на човекот за нив. Сега тука постои една замка дека можеби ние се доживуваме како среќни луѓе, но всушност не сме. Така што на крајот на денот свесноста за себе е таа која што одлучува во поглед на мерењето. Дали ние мериме луѓе кои што се свесни за себе, колку се среќни, или мериме луѓе кои што се несвесни за себе, колку се среќни. А понекогаш и може и пример на некој среќен човек да не инспирира да се потсетиме на тоа дека сме подзаборавиле на среќата? Колку се случуваат такви работи така и на се. Нева вашето искуство, имате ли вие можеби искуство со луѓе кои што доаѓаат, се несреќни и бараат да им ја вратите условно речено среќата? Апсолутно. Јас секојдневно се соочувам со луѓе кои што се од нешто незадоволни. Всушност токму затоа и доаѓаат да побараат психолошка помош и поддршка. И генерално и работиме најмногу на тоа да луѓето ги вратиме кон основното, кон она што е базично чувство на задоволство, и најчесто таа несреќа потекнува или од некакви неисполнети очекувања од себе, или од некакви превисоки цели кои што си ги поставиле, нешто кое што во моментот не можат да го имаат, а мислат дека им треба, некаква потреба за контрола или некаков перфекционизам, дека мора се да биде како што тие зацртале дека треба да биде. И тогаш ги, да кажам, модификуваме тие когнитивни шаблони во кои што влегле, со цел да ги срушат тие рамки и да видат дека на крајот на денот може би вода и храна е единственото нешто кое што ни треба да преживееме, и од тука се може да се менува и да се гради. Робинзон Крусо е еден добар пример за тоа. Робинзон Крусо.
Има уште еден добар пример, кога се работи за едно современо општество, се работи за Бутан. Не знам колку гледачите чуле и знаат дека во Бутан постои почитувано министерство кое го развива индексот за бруто национална среќа. Токму така, бруто национална среќа, и не само што го развива, значи всушност ја мери благосостојбата на граѓаните и не само што го прави тоа за одредени статистики, туку ги пременува во општеството. Тијана, на кој начин можеме да земеме пример од Бутан? Па, дефинитивно можеме. Тоа е прекрасна практика која што мислам дека можеме да ја применуваме. Но мислам дека пред се нешто кое што јас би сметам дека е значено да се имплементира во тоа е да се мери среќата не само во Скопје, во главниот град, туку во сите градови во Македонија и во сите села, во сите заедници каде што живеат луѓе, затоа што може да се разликува. Например, во Скопје луѓето имаат многу поголема пристапност до се она што им е потребно за, да кажеме, нормален живот, додека во помалите градови тоа може да биде различно, особено во селските заедници, каде што руралните, да кажеме, населени места, каде што навистина има многу помалку нешта кои што може да придонесат до посреќен живот. Така што доколку би се мерело тоа подеднакво во сите, да кажам, подрачни единици, би се добила една целисходна слика и би се видело токму каде треба да се работи повеќе за да се помогне на граѓаните да бидат позадоволни. Кој знае, можеби токму ние со овој разговор и со оваа тема поврзана со среќата ќе успееме да ги натераме барам нашите гледачи да се запрашаат околу среќата. Јас ќе ти се заблагодарам што беше утринава заедно со нас.